Македонија засега е безбедна од болеста чума кај малите преживари. Кај македонските овци и кози, а чив купен сточен фонд во земјава изнесува околу 400.000 грла, од кои над 90% отпаѓаат на овците, а остатокот на козите досега не е евидентиран ниту еден случај на заболено грло. Меѓутоа, заради незиното присуство во Романија и во Турција, а особено во соседна Грција, Македонската агенција за храна и ветеринарство веќе интензивно работи на превенција. За среќа болеста на некој начин се пренесува со близок директен контакт со животни, така да опасност од пренос на животни од територијата на Грција или Руманија од Грција во нашата држава постојат, меѓутоа се мали со оглед на тоа што има природни препреки. Со цел да се спречи продирањето на болеста на наша територија, Македонија веќе презема низа конкретни мерки, помеѓу кои е и забраната за влез на живи животни од загрозените држави и региони, но и на месото оттаму, што значи дека увозот во земјава е строго контролиран и сигурен, објаснува Новоселски. Од тие региони кај што има забрана не увезуваме. Тоа е првата безбедносна мерка која што ни овозможува спречување на влез на болест. Значи, апелираме одгледувачите на овци на кози да бидат будни и при случај на сомнеш, некаков сомнеш, односно тоа се манифестира со еден респираторен синдром, значи веднаш да пријават кај нивниот матичен ветеринар за да може да се изврши рана превенција и диагностика на болеста, понатака преземање на сите мерки. Според надлежните, чумата кај малите преживари е вирусно заболување кое за разлика од свинската чума не се пренесува на луѓето, заради што фокусот за нејзино спречување треба да се става на безбедноста на трлата, но и на вниманието и контролата на сточарите при движењето или обновата на нивните стада. Заради актуелноста на проблемот со чумата кај малите преживари, Агенцијата за храна и ветеринарство одржа и трибини во Скопје, Штип и Прилеп.